Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија. Помина 8 часот, се надевам дека се расонивте. Што се однесува за темата за која што денес ќе зборуваме ќе биде посветена на тироидната жлезда, заболувањата на тироидната жлезда и која е нејзината функција. Ќе опфатиме за тоа кои се симптомите, како доаѓа до нејзиното нарушување, какви проблеми создава ваквата состојба. Кои се причините за појавата на карцином на тироидната жлезда, низ колку стадиуми се развива сето тоа и кои се методите и начините за потврдување на сомневањата и дали може да се превенира болеста. На оваа тема денес ќе разговараме со мојот гостин, доктор Игор Петровиќ, од Приватна здравствена установа Мултимедика од Куманово. Докторе, добро ни дојдовте. Добро. Како за почеток би сакала да ве прашам како сте, како се чувствувате? Одлично. Спремни за разговор? Да. Така. Докторе, проблемите со тироидната жлезда е се проблем помеѓу популацијата. Па затоа дали можете како за почеток да ни кажете која е функцијата на тироидната жлезда и зошто таа е важна? Најпрвен, тироидната жлезда се наоѓа во предната на вратот. Значи, пред душникот има два лобуса, значи лев и десен, спојени со еден среден дел што се вика иснус. Таа се е со мала тежина, негде 30-60 грами и како така е многу битна за првен органогенезата, односно развивањето на човекот, е подоцна во подошниот живот и комплетно него нормално функционирање. Таа е битна во изградбата на протеините, но и на функционирањето и метаболизмот на елехидратите, мастите, протеините исто така, значи во искористувањето на кислородот и е многу битна во целокупното физичко и ментално функционирање на здрав организам. Да, таа продуцира хормони, тоа се Т3 и Т4 хормон, односно 3-јод-тиронин и тетрайод-тиронин или тироксин како хормон. Тие се под влијание, односно под контрола на тиростимулирачките хормон кој што се влачи од хипофизата и тиреорелицин хормонот кој што се влачи од хипоталамусот. Сите тие за да функционираат идеално, да се во идеална рамнотежа, се вклучени во еден систем на повратна спрега, односно намалувањето или изгонувањето на едниот хормон ќе доведе до промена во вредностите на другиот хормон кој што го контролира. Така да хипоталамусот го лачи тиреорелицин хормон, кој што го стимулира хипофизата за да лачи тиреостимулирачки хормон, а потоа на крај 3-јод-тиронинот и 3-тетрајод-тиронинот од хипофизата. Тие се лачат од овие последни хормони се лачат од хипофизата и се дистрибуираат низ целото тело. Така да намалувањето и изгонувањето на последни хормони ќе доведе до битна промена во функционирањето на целокупниот организам. Кои се симптомите за заболувањето на тироидната жлезда? Како најчесто може да се препознае? Симптомите може да бидат и нејасни, значи може да биде моносимптоматска појава, односно еден симптом или повеќе симптоми кои што ќе ги препознаеме кај други болести. Најпрвен кај покачени вредности на хормониот штитна жлезда може да имаме промени во однесувањето на личноста, една иритабилност, една анксиозност, промени во однесувањето, па да кажеме до маничност од некои си невролошки симптоми, потоа може да има жед, односно повеќе пиење на течност и полиурија, потоа од еден замор, недостиг на кондиција, може да има зголемен апетит, а во исто време да има зголемена перисталтика и намалување на телесна тежина од гастроинтестинални симптоми. Потоа едно потење и нетолеранција на топло, зацрвената, топла, влажна кожа, која што може да има и опаѓање на косата.
во кардиоваскуларниот систем може да има забрзан пулс со чести аритмии и атриална фибрилација како најопасна аритмија, во исто време покачување на системот крвен притисок, ангинозни тегоби и потенцирање на симптомите кај оние луѓе кои што веќе имаат коронарна артериска болест на срцето. Тоа е кај зголемената функција на тиреоидната жлезда, кај намалената таа може да биде побавно да оди симптоматологијата. Тоа хипотиреоза, односно намалената функција на щитна жлезда, обично се јава кај жени, значи некаде 2% од жените или 0,2% од мажите, а над 60 годишна возраст достигнува и до 6% од кај женската популација. Може да биде најпрвен хипотиреозата со една гушавост, односно најпрвен и со благ притисок во пределот на предниот дел на вратот, едно стегање на притисок, кое што на преглед, односно на палпација, може да се детектира. Понатаму може да започне со анемија, опаѓање на косата, со една слабост, замор, нетолеранција на ладно, значи кај хипотиреозата имаме нетолеранција на ладно, сува, рапава кожа, имаме зголемен намален апетит, а зголемена телесна тежина. Од кардиоваскуларниот систем тука ќе имаме намалена на срце фреквенција со брадикардија која што ќе оди 10 до 20 удари во минута подолу од нормалниот, потоа намален минутен волумен, но ради намалената продукција и искористувањето на азотен моноксид, релаксацијата на крвните садови ќе биде послаба и на тој начин ќе имаме и покрути крвни садови и покачен крвен притисок. Така да хипотиреозата доста оди со покачен крвен притисок, а тоа исто важи за хипертиреозата, и таму може да се јави покачен крвен притисок со аритми и проблеми со кардиоваскуларниот систем. Така. Кажете ни, докторе, дали болеста може да се детектира во почетен стадиум? Може, значи, зависно од еволуцијата на болеста, например, кај хипотиреозата и најчестиот облик Хашимотовиот тироидит, кој што е некаде околу 70% до 90% од сите појави на хипотиреоза. Таму може да има најпрвен и покачени вредности на тироидни хормони, а за да подоцна дојде до намалување. И во тие меѓуфази можеме да имаме и појава први на покачен притисок или зголема анксиозност, но губиток на концентрација и со слабост и намалена кондиција, а подоцна може да се префрли во едно повторно една слабост и замор, но со едни главоболки, недостиг на внимание и една депресивност. Така да битно е и вредностите на оние хормони кои што ги наоѓаме во рутински лабораториски анализи. Тука е тиреостимулирачки хормон кој што најпрвен тој ќе биде кај Хашимотовиот тироидит намален, али вредностите на тироидни хормони ќе бидат нормални. И во тие случаи кај изразена симптоматологија може да се делува со терапија за да се превенира подоцнежните симптоми кои што би го означувале крајниот стадиум на една целокупна хипотиреоза и клинички изразна хипотиреоза. Дали зголемената телесна тежина влијае негативно и ја нарушува функцијата на тироидната жлезда? Па може да се каже, иако щитната жлезда кога веќе ќе појави промени во хормонален аспект, таа самата условува да имаме зголемена телесна тежина. Кај хипотиреозата имаме, како што кажеме, намален апетит, но зголемена телесна тежина. Хашимотовиот тироидит кај хипотиреозата е често повреден со
полицистични јаници, намален поголем зголемена пролактин и тестостерон и тоа начин исто така зголемена тестежина, му појави некојаш на диабет. Хипотирозата доаѓа често и со зголемени вредности на ЛДЛ холестеролот, односно појава на поизразена коронарна артеријска болест и на тој начин влошување на сите претходно постоечки симптоми. Така да хипотирозата доведе и до зголемена тестежина. Конкретно за цигарите и за алкохолот, дали тие имаат некоја функција? Да, значи хашимотов тиреоидит кај хипотирозата како фактори за него настанување се вклучени цигарите, алкохолот, тука се инфекциите, микроелементите, хемиските агенси, лековите и стресот. Стресот, значи, е битен фактор за настанување на тиреоидит и хипотиреоза. Спомнавме за процесот на лечење на тироидната жлезда. Колку време од прилика после откривањето трае процесот на лечење? Зависно, значи, кај субакутни или транзиторни тиреоидити, кај хипотиреозата, тој процес може да биде краткотраен со една понекогаш антибиотска терапија, кортикостероидна аналгенска терапија за намалување на воспалението, чести контроли за проверка на хормоните и нивно регулирање. Додека кај хашимотовиот тиреоидит, кој што има прогресивна тенденција, таму на почетокот, како што кажеме, хормоните може да бидат неизбалансирани, да имаме субклинички тиреоидит, но на крајот со една целосна лимфоцитна инфилтрација и фиброза на тиреоидното ткиво веќе доаѓа до целосен губиток или значаен губиток на функција на тиреоидната жлезда и нејзиното ткиво, и на тој начин терапијата на субституциона терапија со левотироксин ќе биде доживотна, затоа и на пациенти треба да се објасни дека во тој случај и терапијата е доживотна. Кај хипотиреозата имаме неколку случаи на терапија, односно тиреостатска терапија со тиамазол и со пропилтиорацил. Функцијата и улогата на оваа терапија е да се дојде до нормализирање на вредностите на Т4 хормонот. Во некои случаи кога имаме преголема жлезда, односно и доста изразени симптоми на компресија врз душникот во преден дел на вратот, тогаш може да се пристапи кон хируршко лечење на таа гушевост и струма на тиреоидната жлезда. Хируршкото лечење, значи, е иницирано во тој случај, но може да дојде и до повреда на нерви имаме и радиостатска, односно радиоактивна аблација како терапија. Таа се применува во случаи кога имаме чести рецидиви на појава на хипотиреоза, односно зголемени вредности на Т4 хормонот, а намалена на ТСХ хормонот. И тогаш како крайен резултат може да дојде до хипотиреоза, значи од хипертиреоза да премине во хипотиреоза. Така. Меѓу луѓето најчесто кружи изреката дека стресот е болест на денешнината. Така се вели народски кажано. Дали стресот меѓу останатото може да ја наруши функцијата на тироидната жлезда? Да, може. Значи, познато е дека долготрајниот стрес тој и не е само апстрактен проем, него туку и физиолошки појава која што понекогаш е и мерлива преку оние аспекти кои што може да детектираме од организмот на човекот. Значи, долготрајниот стрес ќе доведе до пореметување во метаболизмот, во пореметување на ритмот на сон. Сонот е многу битен за една рехабилитација на телото, на неговиот дух. Една агитираност и анксиозност која што предизвикана стресот доведува и до промени во кардиоваскуларниот систем, една забрзан пулс, палпитации, чувство на срцебиење и нелагода во грдниот кош, покачен крвен притисок
И сето тоа доведе до една узнемиреност на метаболизмот и хуморалниот систем, на тој начин и оштетување на органите. Во некои случаи тоа е панкреасот, во некои случаи щитна жлезда, така да сигурно е дека стресот делува на пореметување на функцијата на щитна жлезда. Иако живееме во едно модерно време, ако можам така да кажам, стресот не може никако да се избегне. Но како меѓутоа можеме да ги ублажиме симптомите, да бидеме сами свесни дека веќе сме под стрес? Што им советувате обично на вашите пациенти кога ќе дојдат и установувате една таква состојба кај нив? Дали тоа го третирате со медикаменти или пробувате со некој психолошки аспект? Не, значи, во примарна здравствена заштита лекарот треба да биде пријател со пациентот, да ги запознае неговите околности во кои што живее, колку е тоа можно, нели? Битен аспект од функционирањето на човекот е социолошките прилики и тука се вклучени фамилиарните и пошироко државните прилики на една средина. Сега се обидуваме да дојдеме до коренот на проблемот. Дали е можено тоа да се реши со некоја сугестија, со некој совет, па понекогаш со некој медикамент кој што само ќе му помогне пациентот да го преброди тој еден кризен период и да се чувствува подобро, за да добие една сила и само почитување за понатаму и да повторно да не се дојде во ситуација кои што ќе бидат за него кризни. Така да некогаш во зависност од пациентот, од неговите прилики, од самата симптоматологија и проблемите кои што ги има, можно е да се даде само совет и сугестија, но понекогаш потребно е да се обратат и до стручно лице, тоа се психијатрите или невропсихијатрите, поготово психијатрите, кои што кај нашиот народ се малку избегнувани или одењето кај нив е стигматизирано, што не би требало да е така. Затоа што коренот на голем дел од проблемите лежи во лошото функционирање или нееднакво функционирање на човекот во своите помлади, односно фамилијата и пошироко во социјалната средина, така да ги посоветувам без некој страв да се обидат да потражат постручна помош за решавање на тие проблеми. Дали конзумирањето на лекови за лечење на тироидната жлезда во текот на бременоста може да биде проблем? Да, може. Значи, функцијата во првиот триместар на тироидната жлезда е многу битна, првиот триместар од бременоста, така да контролирањето на хормоните, тироидните хормони кај мајката е битно за да се регулира нормално органогенезот, односно оформувањето на функцијата на тироидната жлезда, а и потоа нормалното развивање на самиот плод. Така да во некои случаи кога имаме промени во вредноста на тироидните хормони, мора и да се реагира со медикаменти кај мајката за да доведе до нивно нормализирање, а на тој начин и нормално функционирање на плодот и понатаму нормално развивање на детето. Така. Предлагам да одиме со една кратка музичка пауза, се враќаме брзо. Дами и господа, дамата чија што песна е вистински амбасадор на македонската музика и култура не само на Балканот. Поздравете ја Каролина Гочева. Две златни лири ми остави мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неја песна
vraća me život mina, ta zamina, samo zbor zon nas postana. No ljubov letna otvorovi, kaj druga denes nosiš svatovi. Odavna ti me zaboravi i da me sretneš nemaš zborovi. Ja ti nosam taj fasirači, stara želva da me mači. Srećan ke ti posakam i ke ti naračam za dve liri. Pesna da ti prozbori. Kiedy peam pod srce, su suze na lice za dve liri. Taga neka izgori. Od baba dare daruvano, no za nas meni bilo pišano. Dve zlatni liri, dve sudbini, po parče sreća meni postani. Ja ti nosam taj fasirači, stara želva da me mači. Srećan ke ti postakam i ke ti naračam za dve liri. Pesna da ti prozbori. Kiedy peam pod srce, su suze na lice za dve liri. Taga neka izgori. Taga neka izgori. Драги гледачи, еве сме повторно назад во нашето студио. Едно мало подсетување, доктор, и за нашите гледачи, уште еднаш, како дали може да се превенира болеста во почетниот стадиум? На некој начин, пред малку разговараме за таа тема. Било кој симптом кој што е нов кај пациентот треба да му укаже дека мора да се јави на лекар за да се истражи неговата состојба. Сега тука и намерата, односно докторот треба да ги понекогаш и да открие што се случува со организмот, затоа што
пациентите може да бидат тука и многу нејасни и конфузни, кое што може да биде од пред неколку години па до сега. Така да треба секогаш да се помисли и на штитната жлезда. Кај нас од пред некој време, односно година до две, се вклучи во лабораторискиот упат, кој што можеме да го издаваме ние како матични, и една алатка за проверка на ТСХ, односно ТСХ хормонот, кој што е многу прикладен за откривање или за контрола на веќе постоечка терапија. Така да во доменот на примената здравствена заштита се наоѓа она диагностицирање, откривањето на пореметената функција на штитна жлезда и нејзино следење, додека терапијата е која што е многу чувствителна, затоа што мали промени во дозите на терапија за хипотиреоза и хипотиреоза може да доведат до големи проблеми, нови проблеми за пациентот, така да тие се во доменот на секундарната и терцијарната здравствена заштита, односно интернистичка секундарна здравствена заштита или патофизиологија како институт во Скопје. Таму на Институтот за патофизиологија се прави скен со јод 131. Скенот е на многу добар за откривање на топли или ладни зони на штитна жлезда, затоа што со обичен ехо апарат, односно преглед, може да се увидат само промени во формата или структурата на штитна жлезда, додека активноста на поедини зони се открива со скен. Скенот има одредена, односно јод 131 има одредена нормална администрација и прием во штитната жлезда. Над количини над тоа или по тоа значи дека има промени во самото ткиво на штитната жлезда. А ладните зони би означувале дека таму не се абсорбира радиоактивниот јод, односно дека тие зони може да укажат на малигнитет и појава на можен карцином. Додека топлите зони може да укажат на еден активен нодус или јазол, кој што ќе доведе до една хипертиреоза, зголемено влачење на тиреидни хормони и како таков ќе мора да се острани. Во некои случаи ладните зони може да бидат и некои аденоми кои што се бенигни. Дали приоритетните упати имаат голема важност во таквите случаи или сепак мора да се чека она важно правило мој термин? Па во одредени случаи приоритетен упат мора да се изведе, затоа што е на пример кај една фибрилација на предкоморите на срцето и покачен крвен притисок заедно со можни неуролошки симптоми, гастроинтестинални, анемичност. Во тие случаи мора да се прати пациентот на повисоко ниво за детектирање и брзо решавање на симптомите, односно подготвување на терапија, затоа што една атрионална фибрилација може да доведе до тромб и до следување на инфарктна зона во мозокот, на пример. Така да од витално значење е да се дојде до терапија, односно диагноза и терапија на таквата ситуација. Дали бенигните или пак малигните тумори почесто ја зафаќаат тироидната жлезда? Па во најголем број на случаи тука имаме аденоми, како што кажеме, нодуси кои што се бенигни и тие треба се следат со ехо диагностика. Тоа следење може да укаже на одредени промени или една ситуација која што е стабилна. Од малигните карциноми тук може да бидат продуцирачки, значи продуцирачки со тиреидни хормони, и така да тие како фоликуларен, папиларен, медуларен карцином се индикација за оперативно решавање, а потоа и радиоактивна аблација ако има потреба. Да, на колку време треба да се вршат рутинските контроли?
Значи, кај хипотиреозата, целта е да се достигне нормално ниво на тиреостимулирачкиот хормон. И поставување на диагноза, ако Хашимотовиот тиреоидит е таа диагноза која што е крајна и клиничка, тогаш контроли на тиреостимулирачки хормон се одвиваат на 1 до 2 години. Или најпрво на 6 месеци може се одвива таа контрола. Додека кај хипертиреозата главна цел е нормализирање на нивото на Т4 хормонот и во првите неколку месеци, значи ако е субклинички тиреоидит може да биде на 2 до 3 месеци, а потоа и на полов период. Доколку заболувањето на тиреоидната жлезда е откриено во еден, да кажеме, во еден краен стадиум. Дали операција е неизбежно решение? Па како што кажеме, кај карциномите операција е нешто што мора да се направи, или кај оние активни нодуси кои што се тиреоидно продуцирачки. Но повторно тука треба да се земе во обзир и она расширеност на самиот карцином и зафаќање на околните лимфни жлезди на вратот, можно и метастази во поголемите делови во мозокот, така да се прави хистопатолошка диагноза и се прави категоризација на самиот тумор и неговото зафаќање, а потоа и индикација за оперативно решавање. Кај некои случаи можно тоа брзо и по оперативно решавање, кај некои се зема во како прв третман и зрачење и негово следење. Дали при самата операција на тиреоидната жлезда, жлездата се отстранува комплетно и се пијат хормони доживотно? Да, значи како што кажеме, кај одредените аденоми кои што се може да бидат бенигни или кај нодусите кои што се активни, може да имаме едно половично или еднострано отстранување на тиреоидната жлезда, додека кај малигнитет потребно е и целосно отстранување, а со самото тоа и доживотна субституционална терапија, затоа што во тој случај немаме продукција на тиреоидни хормони. Во одредени случаи кај операции можни се и оштетувања и елиминација на функцијата на паратиреоидните жлезди. Значи, во тој случај мора да се дава терапија за која што ќе надомести функцијата на паратиреоидните жлезди и нормализирањето на нивото на калциум во организмот. Сега да направиме една мала паралела. Вие како општ лекар сте во постојан контакт со пациентите. Минатата година и оваа година, дали бројот на заболените од тиреоидна жлезда се зголемува или пак намалува? Дали се буди свеста кај луѓето? Дали вршат навремено рутински контроли? Има многу пропаганди, апели. Таа појава на заболување на жлезда е доста расширена кај нашиот народ и посебно кај жените, така да некои се сами јавуваат и без да имаат некои симптоми или некои симптоми кои што за нив се нови, но се, да кажеме, некоја природа која што не е животозагрозувачка, повторно се јавуваат за да се направат едно испитување за да се увиди и функционирање на штитната жлезда. Така да, е расширено кај народот тоа мислам дека треба да се преземе нешто врска со испитувањето на штитната жлезда. Така. Дали пак ќе спомнам во блисок контакт со пациентите, која друга болест така би можеле да ја ставиме меѓу првите на врвот во денешното време? Од што најмногу болуваат граѓаните? Дали тоа е крвниот притисок? Па може да се каже дека крвниот притисок, сега тоа може да биде моносимптоматски, значи само изолирана појава, но често доаѓа и со главоболка, односно со едни трнења на рацете или на главата, како што пишуваат, едно срцебиње, палпитации во градниот кош, една анксиозност, значи еден немир, додека во некои случаи и нема појава на вакви симптоми, пациентите кажуваат дека воопшто не чувствуваат никакви
проблеми во однос на покачен крвен притисок. Така да овие превентивни прегледи што се прават кај ревматични лекари се нешто што ни помага да пронајдеме еден покачен крвен притисок во почетна фаза, кој што може да се контролира со еден хигиено-диететски режим, со намалување на сол во исхраната, на додатен сол, значи и додатен шеќер кој што се внесуваат како јарек хидрат во одредени хранливи намирници. Друго, за да се препорачуваме една зголемена физичка активност, за да на тој начин доведеме до релаксација на мускулатурата и на невролошкиот систем, затоа што релаксација ќе доведе и до едно заздравување на организмот и намалување на крвниот притисок. Крвниот притисок е водечки, може да се каже, како една хронична болест, но занемарен крвен притисок, зголемен крвен притисок доведе до нарушување функцијата и способноста на срцето за да го издржи целиот тој напор кој што се бара од него. Така да потребно е регулирање на хранливите материи кои што се внесуваат, поголема физичка активност и ако и тоа не води со плод, да се преземе терапија, медикаменти кои што ќе доведат до нормализирање на крвниот притисок, а понатаму и спречување на натамошни последици. Дали, едно интересно прашање кое што се надевам дека ги интересира и нашите гледачи, е тоа дали секоја промена кога ќе ја почувствуваат пациентите треба да се обратат кај лекар? Па вообичаено да. Сега и тие самите треба да го ослушнуваат својот организам, да размислат што направиле, а што довело до едно пореметување во нивото мислење или појава на некоја болка или значи тука се например пречување на појава на инфекции, значи вообичаено сите мораме да се облекуваме согласно со временските услови или да се однесуваме согласно временските услови, да се намали користењето на тутун, односно пушењето на цигари, затоа што и тоа учествува во појава на горна респираторна инфекција, да ги кажеме. Социјалната култура треба да се зголеми, хигиената на прво место, значи и на самите луѓе и на целата држава воопшто, значи мора многу фактори да се сменат за да целокупното здравје на луѓето се подобри. Во однос на претhodно кажаниот крвен притисок, ако имаат некои психички проблеми, да побараат помош, затоа што некојаш човекот не може сам да ги реши и треба да се отвори пред лекарот, најдобро пред лекарот, кој што ќе ги и чува неговите тајни и ќе му укаже на срчна помош. Дали го има тоа кај нас? Дали се обраќаат или се уште некако психологот за нив е таму тема? Например, интересно е дека и постарите доста може да се обратат, затоа што веројатно на некој начин подолго време се снаоѓале или компензирале со тие симптоми, но сега доаѓа период кога веќе не можат да ги издржат и на тој начин преземаат нешто во однос на решавање или на болка, или на главоболка, на субдепресивност, на недостиг од внимание или помнење. Додека кај младите мислам дека иако се образовани и едуцирани, мислам дека се уште постои една табу тема во однос на решавањето на психичките проблеми. Всушност запознавање на самиот себе. Треба да се запознаат самите себе за да дојдат до решавање на некои проблеми, а подоцна и спречување на поголеми органски проблеми, како што ја кажам претходно. Што им препорачувате на вашите пациенти како дел од исхраната? Што треба да конзумираат повеќе за да го сочуваат здравјето? Па да почнеме на питоците, значи да се намалат газираните пијалаци, посебно соковите, затоа што тоа се јарехидрати и кај нас постои
една култура на нивно користење. Значи, ако може тоа да се намали јахидатите преку сок, односно јахидати и преку сите кондиторски производи кои што ги користиме преку ден, дали се од чоколади, торти. Постои една култура на користење на јахидати во вечерни часови, која што е многу штетна. Потоа, редуцирање на цигарите или нивно тотално избегнување за престанок со пушење на цигарите, намалување на внес на она храна која што ќе доведе до покачување на холестеролот и триглицеридите во крвта. Тука збориме за свинско месо и телешко. Повеќе да се конзумира пилешко и риба, и редукција на користењето на лебот како јахидат. Значи, кај нас постои култура на многу конзумирање на леб и мислам дека тоа е причина за голем број на болести. Значи, редуцирање на лебот, посебно вечерните часови, теста кои што се оние свежи теста од пекара, да кажеме, и тоа учествува во едно рушување на метаболизмот на јахидатите и мастите. Дали има некоја алтернативна замена за тие теста, особено говориме за белиот леб? Па може, значи да се користи оној ржен или интегрален леб, или ако веќе мора да се користи бел леб, да се намали неговиот внес, да се намалат, како што кажеме, внесот на јахидатите и да се изголеми физичката активност. Значи, сепак некој сите треба да најдат својот баланс. Ако се помалку физички активни, треба помалку и да внесуваат калории во својот организам, затоа што тоа таложење некогаш ќе доведе до здравствени проблеми. Значи, и дебелината е воочена како феномен и здравствен проблем кој што ќе доведе или до појава на крвен притисок, дијабет, проблеми со жирна жлезда, во метаболизмот на мастите и појава на крвна артеријска болест, не секогашно доаѓа до такви проблеми. Ви благодарам, докторе. Тука некаде е и крајот на нашата емисија. Ви благодарам што не удостоивте со вашата посета. Почитувани гледачи, тоа беше се за денеска. Се надевам дека не следевте до крај, а се гледаме утре. Пријатно.